вечер. Започнуваме со централното издание на Дневникот на телевизија Кочани. Во него ќе гледате. Кој и како го бранува мирното политичко секојдневие во Кочани? Наше новинарско истражување. Во работна посета на општина Чешиново Блешево престојуваше американскиот амбасадор во Македонија Пол Волерс. Механизација на компанијата Гранит ја асфалтира делницата од Оризари до Превалец на патниот правец Кочани-Виница. Поетски средби со Горијан Петревски, Стојан Тарапуза и Киро Донев од понеделник во Кочанските основни училишта по повод месецот на книгата. Женскиот фудбалски клуб Кочани во поход и по фудбалскиот куп на Македонија. Победен најсериозниот конкурент Тиверија и Статов од Струница со 2:1. Со информациите од Дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори, Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете Термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Ситуацијата на политички живот без политика на локално ниво им овозможува здивнување на граѓаните, но само до пред некои нови избори. ВМРО ДПМНЕ преку владењето име преокупација на граѓаните, додека од опозицијата само СДСМ и тоа во Советот од време на време го бранува мирното политичко секојдневие. Ако се изземат секојдневните меѓупартиски препукувања на централно ниво, граѓаните во внатрешноста може да бидат мирни кога е во прашање политичкиот живот. Се што се случува во партиите, било да се на власт или во опозиција, се случува на седниците на советите на општините. Надвор од тоа малку или воопшто ништо.
ВМРО ДПМН преку практицирањето на власта речиси им е секојдневна преокупација на граѓаните, бидејќи реализацијата на предизборната програма е можност да се промовираат партиските активности, остварените резултати и спроведените мерки. Опозицијата на локално ниво во последно време како да ја нема во секојдневието на граѓаните. Нема реакции, нема соопштенија, нема активности кои би покажале дека нешто некаде се работи. Само СДСМ во Советот на општината од време на време го бранува мирното политичко секојдневие, опонирајќи главно на сегменти од работата на власта. За народ треба да се гледа. Треба да прават тие да биде подобро, владата да гледа за сите исто. Реалноста да се гледа. Да има пари народот, да има се. Треба повод да работат овака слабо. Нешто иде, нешто не иде. Она што е дадено пред народот мора да се исполни као партија. Малите партии улогата на коалицијски партнери ја играат максимално сервилно, како да се приврзоци на клучевите во рацете на големите, кои одлучуваат што ќе отклучат или заклучат. Таквата состојба не остава можност неопределените граѓани да размислуваат на трета опција, што им дава дополнителна комоција на двете водечки партии на локално и централно ниво. Во работна посета на општината Чешиново Облешево престојуваше американскиот амбасадор на Македонија Пол Волерс. Разговараше со градоначалникот Личков, а се сретна и со членовите на Советот. Американскиот амбасадор во Македонија Пол Волерс денеска престојуваше во работна посета на општината Чешиново Облешево. Разговараше со градоначалникот Личков за тековните проблеми во работењето на општината, а се сретна и со членовите на Советот. По средбата ја даде следнава изјава. Very great pleasure for me to be here today with Mayor Lichkov. Многу ми е задоволство што сум овде со градоначалникот Личков на овој убав ден, за да чујам што се случува во неговата општина. И јас го имам ова кажано и веројатно го имате чуено, дека најважниот елемент на демократијата се градоначалниците, бидејќи тие се најблиску до луѓето и знаат што народот сака. Говоравме за предизвиците со кои што се соочува, за неговата намера за подобрување на инфраструктурата во општината и мислам дека неговата можност, неговата способност да ги разреши тие проблеми ќе бидат тест за демократијата, бидејќи тој знае што неговата конституенца сака. Разговаравме за неговата желба да ја подобри вработеноста овдека, да ја подобри инфраструктурата, бидејќи како градоначалник знае што му е потребно на народот. И исто така спомнавме дека имаме доброволец на мировниот корпус кој што работи во училиште овде, помага во општината во изучувањето на јазиците. Тоа е добро влијание за регионот, влијанието на доброволецот на мирот кој што му помага на децата да учат англиски. Сакам да му се заблагодарам на градоначалникот, тој има многу нови идеи кои што ќе бидат, кои што се за прогрес на овој регион за во иднината. На новинарско прашање каков е ставот на американската амбасада за средбата меѓу Нимиц и канцеларката Меркел, Волерс со одговор. Го поддржуваме процесот под раководство на Обединетите нации и амбасадорот Нимиц разговара не само со засегнатите страни, туку и Европа е засегната, а Германија е важна држава во Европа, така да ако амбасадорот Нимиц се консултирал со госпоѓа Меркел, тоа е добро. Сигурен сум, не ја знам содржината на разговорот, меѓутоа сигурен сум дека ја запознал со позициите на двете засегнати страни. Посетата на амбасадорот Волерс за градоначалникот Коста Деничков значи можност за воспоставување на плодна соработка од која ќе произлезат бројни активности. Го запознав со сите и тековни работи кои ги имаме во моментот и проблемите кои се на ниво на општина Чешиново Облешево. Со разговорите дека и понатаму ќе имаме поддршка од американската амбасада, се надам дека ќе имаме. Проблемите се јасни дека во општина фали инфраструктурата, со тоа што мојата борба ќе биде во наредните 4 години да го подобрам условот на живење со инфраструктурата во општина Чешиново Облешево. Се најавува ли некоја инвестиција? Не, моментално разговаравме само за проблемите и се надам дека во блиска иднина ќе имаме и такво прашање. Ова не е прва средба, се надевам дека ќе има и повеќе средби со тоа што ќе дојде до тај момент. Амбасадорот Пол Волерс и градоначалникот Коста Деничков го посетија основното училиште Страшо Пинџур во село Чешиново. На патниот правец кон Делчево механизација на грање и работи на поставување нов асфалтен слој на коловозната лента. Ке се работи и на патниот правец Македонска Каменица.
Од петокот механизација на градежната компанија Гранито Делчево ја започна реконструкцијата на патниот правец Кочани-Виница. Од местноста Превалец, механизацијата работи до населбата Оризари. Должината на коловозот е 1,8 км, каде се поставува нов асфалтен слој од 5 см. На патниот правец Кочани-Виница движењето на возилата се пренасочува кон слободната коловозна лента, додека на другата се вршат асфалтирањата. Реконструкцијата на овој патен правец чини 181.000 евра, а инвеститор е јавното предпријатие за државни патишта. Градежното предпријатие Гранит потпиша и договор за рехабилитација на патниот правец Македонска каменица Делчево во вкупна вредност од 831.000 евра, средства кои се обезбедени од јавното предпријатие за државни патишта. Во Виница денеска се спроведе четвртата работилница од проектот Градови без корупција, градови со иднина. Се презентираа резултатите од досегашните анализи, а се избра и нови решенија за најлесно и најбрзо справување со корупцијата. Денеска во општина Виница се спроведе четвртата работилница од проектот Градови без корупција, градови со иднина. На работилницата беа презентирани резултатите од темелната дијагноза, идентификувани причини за ранливост на корупцијата во избраните области, а преку работа во група со експерти во 3 области кои беа детектирани како ранливи на корупција, се избраа соодветни решенија кои автоматски ќе влезат во општинската стратегија за справување со корупцијата. Просторот во кој се одржува пазарот во Кочани редовно се чисти. Трговците се задоволни од условите во кои работат и степенот на чистота секој четврток. Стандардно секој четврток го посетуваме пазарот во Кочани. Од текстил па се до пластика, зеленчук и овошје, асортимани од секој вид се нудат на тезгите и тоа по екстремно ниски цени. Но овој пат цените не ни беа интересни за дискусија. Денеска се задржавме на чистотата на пазарот и условите во кои работат трговците. Тие се задоволни од работата која ја вршат службите од јавното комунално предпријатие Водовод, кои веднаш се фаќаат за работа во расчистување на просторот по завршувањето на пазарот и раскривање на тезгите. А за секоја тезга, трговците дневно плаќаат по 100 денари. Ова улица е чиста. Да, така не знам. Там беше најгадното на време. И тамо, многу за најгадното. Мислам, сега чисто сега. Инаку секој четврток Кочанскиот пазар е пун со тезги на кои се нудат производи од секаков вид. Разликата е во тоа што цените варираат секоја недела и различно удираат по џебот на граѓаните. Телевизија Кочани денеска беше посетена од основците од училиштето Никола Карев. Се интересираа за создавањето и емитувањето на програмата. Телевизија Кочани денеска повторно беше пулна со детски џагор, овој пат од основците од училиштето Никола Карев. Заеднички со колегите им објаснивме како се подготвува програмата на телевизија, од каде се добиваат информациите и како тие се склопуваат во приказните кои ги гледаат и слушаат на своите екрани. Им објаснивме како се произведуваат вестите, а тие самите, како и нивните врсници од Малина Попиванова, кои вчера ни беа гости во телевизијата, веднаш изразија желба да работат новинарство. Нам ни останува да им посакаме среќа на идните наши колеги и се надеваме дека новинарството ќе го продолжат квалитетни луѓе кои уште од мали нозе се интересираат за оваа дејност. Горијан Петревски, Стојан Тарапуза и Киро Донев доаѓаат во посета на кочанските основци. Во понеделник тие пред нив ќе говорат за своето творештво и искуства како дел од литературниот караван организиран во чест на месецот на книгата. Познатите писатели Горијан Петревски, Стојан Тарапуза и Киро Донев доаѓаат во посета на кочанските основци, како дел од литературниот караван кој го организира општина Кочани во рамките на манифестацијата Месец на книгата. В понеделник овие тројца писатели ќе се сретнат со учениците од училиштата Никола Карев и Свети Кирил и Методи, а во вторник ќе ги посетат Раде Кратовчи и Малина Попиванова. Целта на посетата е писателите да устварат директен контакт со учениците и да ги запознаат со дел од нивното творештво, нивните искуства, подеми и падови. На тој начин учениците ќе навлезат подлабоко во македонското литературно творештво и значењето на пишаниот збор. Во состав на овој караван, в понеделник во 18:30 во Центарот на култура Бели Мугри ќе биде представено творештвото на Стојан Тарапуза. Во неговото представување пред публиката ќе му помогнат и Горијан Петревски и Киро Донев.
Организатор на настанот е одделението за јавни дејности во општина Кочани. Ликовното студио Сликање и цртање вечерва во Центарот за култура Бели Мугри ќе ги прикаже своите нови дела во состав на изложбата репродукции и анимирани ликови, изработени под менторство на Александра Димитрова. Вечерва со почеток во 19 часот во фоаето на Центарот на култура Бели Мугри ќе биде отворена изложбата на дела изработени од тимот на ликовното студио Сликање и цртање под менторство на Александра Димитрова. Изложбата е под наслов Репродукции и анимирани ликови. Ликовното студио Сликање и цртање е дел од Кочанската национална установа. Творбите изработени од членовите на ова студио ќе бидат представени пред кочанската публика во текот на наредните 2 недели. Фолклористи од Романија во Кочани ќе бидат гости на Кут Руен и ќе настапат на одбележувањето на празникот на општина Зрновци. Празникот на општина Зрновци оваа година ќе биде прославен на достоен начин, како што и доликува на општината. Оваа година како домаќини свое учество земаат и културно-уметничкото друштво Руен од Кочани. Сите заедно денеска ги пречекаа гостите од Романија, а тие по втор пат изразија големо задоволство на поканата и што ќе учествуваат на прославата на празникот на општината. Dragi prieteni, am revenit în Macedonia. Драги пријатели, голема чест и задоволство ми повторно да бидам овде во Кочани по втор пат. Благодарам на поканата на културно-уметничкото друштво Руен од Кочани и на општина Зрновци. Ние сме овде по повод прославата на општина Зрновци. Би сака да изразам ова благодарност уште еднаш. И раководителот на Кут Руен изрази огромно задоволство што заедно со романците ќе настапат на прославата. Нивната точка ќе биде надополнета и со настап на фолкерот Јордан Митев. Женскиот фудбалски клуб Кочани во поход и по фудбалскиот куп на Македонија победе најсериозниот конкурент Тиверија и Статов од Струмица со 2:1. Најдобриот женски фудбалски тим во Македонија, женскиот фудбалски клуб Кочани, нареди уште една голема победа против главниот конкурент за освојување на купот Тиверија и Статов од Струмица со резултатот 2:1. Девојките што ги предводи тренерот Јованов, уште во првото полувреме им дадоа до знаење на струмичанки кој е кој во женскиот фудбал, победувајќи со 2:0 со головите на Спировска. Во второто полувреме градинарките успеа само да го ублажат поразот со голот што го постигнаа во 66-та минута. Со оваа победа на женскиот фудбалски клуб Кочани му се отвора патот до освојување на големиот пехар на Фудбалската федерација на Македонија за Купот на Македонија, бидејќи од преостанатите екипи тешко дека некоја може да им се спротивстави на кочанчанки. Па сепак најдобро е да се сочека и да се види како ќе се одвива битката на двата фронта, особено она во првенството. Заврши централниот дневник на телевизија Кочани и ви благодариме за вниманието со кое не сте. Имајте пријатна вечер.